Семејството Угриновски, родом од Маврово, кое веќе 40 години живее во Гостивар, подолго од 10 години е без покрив над главата. Живеат во ужасни услови. Војслав Угриновски е пензионер и прима пензија од 9500 денари. Поседувал со својот брат неколку станови, но братот истите ги продал и побегнал. Судбината го натерала да побара спас од тогашниот горни полок во кој работел. Предпријатието му доделило куќа собственост на фирмата, но по продажбата на институцијата, Воислав останал со својот син и сопругата на улица. Сопругата починала, а семејството Угриновски живее каде ќе стигне. Во моментов се сместени во трговскиот центар на автобуската станица. 13 месеци. Од што живеете? Од пензија 9500. А како останавте без дом? Па горни полок имаше на куќа. Таму таа и тој директорот Никола Кукоцки ја продал на работен. Ја продал на работен и ја огради се не избрка нас на улица. И по известно време таа е затворена 9 години. 10 скоро 10 години е затворена. Таа судско решение. Не помага никој. А имате ли фамилија? И брат ми тој во Ѓорче Петров што побегна. И сестра една тука имам, болна. Неговиот 40 годишен син Радослав е работно неспособен. Вели дека болува од кифоза. Би сакал да работи, но најпрво треба да ја посетува физикалната терапија. Како што вели, за тоа нема пари. Нема никакви услови, едноставно, да ви кажам, просто и немаме услови за живење, ни перење. Ето, одам, почесто се перам и се бањам ке викам, ама не можам. Пијам лекарство, ке пишам. Имам и физикална, ама немам пари за тоа. 350 денари физикална терапија, за да можам да се поравам. Можам да видам јас да се вработам, меѓутоа во моментот физички недостаток имам поради тоа. Во Центарот за социјални грижи во Гостивар ја знаат состојбата на семејството Угриновски, но, како што велат, во неколку наврати се обиделе да им помогнат и некаде да ги сместат, но безуспешно. На Радослав му е побарано да извади гостиварска лична карта, со што Центарот би имал законска можност да му доделува социјална помош. За да добие лична карта, потребно е да достави адреса на живење, а таква адреса засега Радослав нема.